Цивил медија. Сите сме малце настинати, мислам дека стресната ситуација на сите ни го намалува имунитетот. Па ете мораме малку повеќе да проработиме на тој оптимизам, чисто заради нашето здравје колективно. Мојата изјава позадина вистина беше дадена во еден многу тежок ден за сите правници, за сите борци на човекови права, бидејќи тогаш беше донесен законот за амнестија и заради тоа толку делував реалистички, не песимистички, туку реална каква е состојбата, но дека денеска нешто се смени. Она што, како да го кажам, во декември, мислам дека беше 18, бев на една конференција во близината на Белград, сабота, кога почна протестите во Белград, тој ден се вика Стоп крвавим кошуљама. Семинарот беше во организација на Жени у црно, на сите горе-доле познати. Тоа е една организација која постои од 90-тите години, можеби и порано, каде што преку ненасилен активизам го покажуваат своето мислење и став кон случувањата на Балканот или бившата СФР тогаш, така да тие постојат и во Хрватска, и во Словенија, и во Босна, и во Србија. Иако бевме фокусирани на семинарот, сепак сите тие ги следаа случувањата во Белград, посакуваат да бидат дел од сите тие протести. Во моето излагање, кога кажав дека сум од Македонија, веќе по името и презимето мислеа дека сум од нив, кога кажав дека сум од Македонија, на следната пауза сите ме заобиколија и ме прашуваа како е сега во Македонија. Има толку надеж, толку некоја искра во нивните очи, како е сега во Македонија, што се случува, бидејќи протестите кај нив само што почнуваат за нешто, за некои промени кои тие се борат. Од каде да почнам? Сакав секако да ги поддржам, бидејќи протестите беа предвидени да се случуваат секоја сабота, како што денеска нели се случуваат широм Србија. Она што им го кажав е дека борбата или промените ќе се одвиваат споро, но никако не смеа да се откажат ни после првите, ни после 10-тите, ни после 20-тите протести, и дека едноставно треба да останат на истата таа линија и да не се откажат од борбата. Иако нели темнината во која живеат, сепак ќе се издвојат некои позитивни звезди кои што ќе го трасираат тој пат. Иако во Србија малце покомплицирано, но сепак тој ден морав да им дадам некој надеж. Ме прашуваат за законите кои што се случуваат, иако тога меѓу нив имаше големи борки за правата на жената. Те ме прашуваат, бидејќи сме меѓу првите земји во регионот кои што изгласа и ратификува Истанбулската конвенција, тие беа доста среќни заради тоа и ме прашуваа како одат чекорите. Како и да се трудев да им дадам некоја оптимистична слика, бидејќи протестите да ги почнете во зима не е толку лесно. Имаме арапската пролет која што нели почна во пролет, па и нешто се случуваше и кај нас во пролет, но во зима навистина им требаше поголем оптимизам. Им кажав дека треба да идат споро, без разлика колку тоа ќе биде тешко, но битно е да не се стопира, битно е да не се запира. Она што јас себе во тој момент го разбрав дека јас не треба да запрам на тоа што сум. Џабир ме представи како борка за човекови права, поточно за бегалците и за мигрантите, но нели тоа е една поширока форма на борба која што јас секојдневно имам уште додека студирав право. Но она што го направив со станува збор за бегалците и мигрантите, тоа што успеавме од едно локално ниво, од една локална борба, од една мала борба на која што сме навикнати да се воздигнеме во нешто што е поголемо, да ги браниме оние кои што не се дел од нашето општество. И тогаш уствари сватив дека имавме се соочивме со голема трагедија, се соочувавме, каде што хуманоста беше многу тешко да се пронајде. Постојано бевме опколени со негативни чувства и борби, но свативме дека хуманоста е како еден голем океан и сите тие негативни појави кои што ќе се случат, не дозволивме да ни го извалкаат таа верба дека хуманоста на крајот или човештвото на крајот ќе победи. Иако е тоа тешко да го доживеете, сепак тоа што го зборев со професорката Најцевска пред да почнеме, дека некако луѓето кои ќе ги сретнеме кажуваат дека често не читаат по социјалните мрежи и дека заради нашиот тој некој пристап реален или песимистички, тие едноставно добиваат поголема слика и тие се разочаруваат. И дали треба да ги лажеме, дали треба да даваме оптимистична слика, дали реалистично, но јас сватив дека треба да зборуваме за позитивните работи кои што се случуваат во нашето општество. Можеби премногу сме обкружени со политика, премногу сме обкружени со сета таа корупција, премногу сме обкружени со неправото и незаконието, да едноставно ако објавите слика дека сте помогнале на некој човек, тоа веднаш се го споделуваат, се го доживуваат како некој позитивен исчек кој што ни се случува.
И на крајот, она што мене ми дава сила да имам колку толку оптимизам и да кажам некоја поразлична реченица од таа што се врти постојано позади е дека мојата борба во последните 10 години која што имаме, сега конечно разбрав дека не можам да се борам против работите кои што не можам да ги сменам. За жал, клановите не можеме да ги смениме во Македонија, менталитетот не можеме да го смениме. Живеам во средина која што живеам во Чаир, каде што законот за јазици од секогаш функционирал. Морате да знаете албански ако сакате да добиете попуст или ако сакате да се разберете подобро со продавачот. Едноставно, некои работи не можеме да ги смениме, треба да ги прифатиме, но не смееме да губиме енергија во работите кои што свесни сме дека можеме да ги смениме и треба едноставно во секој момент, на секој начин да се бориме. И оно што на крајот ни е многу потребно е знаење и мудрост како да се соочуваме, како да ги препознаеме сите работи кои што ни се случуваат во нашето општество. Значи да даваме една конкретна реална слика, но и секогаш луѓето бараат и да им дадеме и начини, солуција како да едноставно се најдат во конкретната ситуација. Тешко е да најдеме некој клише за перспективите, тешко е да најдеме некоја реченица за надеждата. Едноставно се затварате во некој ваш микросвет, се трудите да помогнете колку можете и како можете. Ви благодарам. Civil Media